Уставните измени влегуваат во завршна фаза. Дали следната година покрај редовните председателски избори ќе имаме и парламентарни? За сето тоа разговараме со координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски. Господине Мицевски, во тек се уставните измени. Која е стратегијата на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ? За време на расправата бевте прилично конструктивни и активни, излегувавте со предлози. Во втората фаза од расправата за уставните измени, ВМРО-ДПМНЕ како пратеничка група излезе да ги разобличи сите оние работи кои што се внесени во самите предлог уставни амандмани. Зборувавме на темите и кажувавме дека ова значи разнебитување на македонската држава, дека со ова се губи и институционалниот идентитет и историјата на македонскиот народ. Впрочем, сведоци сме на реакциите кои што ги кажуваат соседните држави и политичари од соседните држави овие неколку денови за одредени изјави на премиерот Заев. Во наредната фаза гледаме дека сега завршија јавниве дебати, кои што завршија на начин на кој што завршија. Имаше многу реакции затоа што не беа поканети сите еминентни стручњаци, сите експерти од областа кои што ќе може да дадат допринос во одредени фази. Меѓутоа тоа не беше ни цел на СДСМ и премиерот Заев и од таа причина дебатите беа организирани. По завршувањето на 5-дневните дебати, колку што беа одредени од страна на господинот Џафери, очекуваме да владата повратно ги врати заклучоците, односно амандманите кои што треба да бидат амандмани кои што ќе се разгледуваат во трета фаза, односно на комисиска расправа. ВМРО-ДПМНЕ во моментот ги нема затоа што амандманите, затоа што тие можат да претрпат и одредени измени. Откако ќе ги добиеме, партиското раководство и пратеничката група ќе одржат заедничка координација на која што ќе се заземе стратегијата по која што ќе настапува или нема да настапува ВМРО-ДПМНЕ во наредниот период. Ќе биде ли компактна пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ или очекувате ли некои од пратениците да гласаат за уставните измени? Од она што до сега го имам како информација и од она за кое што разговараме, очекувам да пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ биде компактна, затоа што најголем дел од пратениците се изјаснија по овие уставни амандмани уште од самиот почеток. Така да очекувам компактност на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Имате ли контакт со оние суми на пратеници што се исклучени од партијата и што гласаа за уставните измени? Дали кај нив постои еден вид покајување за тоа што го сторија? Видете, луѓето го направија тој чекор за кој што мислеа дека треба да го направат. Ние како пратеници се среќаваме во собранискава зграда, бидејќи учествуваме и на одредени комисии заедно. Тука сме по ходниците на Собраниево, како човек, како луѓе, не можеме да се разминеме, можеме некогаш и да продискутираме, меѓутоа мислам дека онаа доверба која што ја имавме едни во други е разнишана и не е на нивото на кое што треба да биде. Така, едно од најактуелните прашања во моментов е законот за амнестија. А владата не го прифати вашиот предлог. Од друга страна, премиерот Заев вели дека целосна амнестија за случувањата на 27 април нема да има. Телото за помирување исто така подготвува предлог закон. Кој е вашиот став? ВМРО-ДПМНЕ има јасен, концизен и прецизен став по ова прашање. Ние поднесовме предлог закон за амнестија, кој што ги опфаќаше сите инволвирани во настаните од 27 април. Зошто го поднесовме законот како што го поднесовме? Доколку власта сакаше да ја растерети цела ова уставна рашомонијада која што ја прави во моментот, имаше можност да го прифати тој наш закон за амнестија и луѓето по слободна волја да можат да пристапат кон третата фаза, односно конечното гласање по уставните амандмани. Изговорот кој што го слушнавме од владата и од Министерската за правда дека бил премногу широк, законот не е прифатлив од причина што по истиот овој закон можеа да се поднесат одредени амандмани и доколку сметаа дека треба да се подобри законскиот текст, односно да се исфрлат одредени категории на луѓе кои што ги офаќаше законот за амнестија за случувањата од 27 април, беше изводливо. Меѓутоа, очигледно тоа не е нивната цел. Се направи некое фиктивно тело за помирување, кое што јас го нарекувам тело за порамнување, преку кое што треба во одредени сегменти да се заврши работата на дел од луѓето офатени во самите процеси и преку кое што најавуваат дека ќе има
и одредени делови за законски реформи со кое што ВМРО-ДПМН не се согласува. Затоа што реформските закони ВМРО-ДПМН максимално ги поддржува и како владеачка партија додека бевме работевме на тие процеси. Дел од реформските закони во изминативе неколку месеци кои што беа со двотретинско мнозинство, ВМРО-ДПМН претходно работејќи во работни групи ги донесе, ги подобри и по истите гласавме. Така да донесувањето на законот за оперативно-техничка агенција, изборот на директор на оперативно-техничка агенција и низа други закони кои што заедно ги работевме до оваа фаза, а кои што се за ЕУ перспективите и реформите на Република Македонија и приближување до европското законодавство, даваме целосна поддршка. Меѓутоа на дел од законите кои што сакаат вака да ги мушнат, да се стават под едно петно прикриени, ВМРО-ДПМН не е во можност да даде поддршка по истите. Во телото за помирување дефинитивно нема да учествуваме. Нема да учествуваме, меѓутоа будно од страна ќе следиме која е целта и интенцијата тоа тело да донесе закон, доколку е закон прифатлив за ВМРО-ДПМН, кој што ги опфаќа луѓето инволвирани од 27 април, спремни сме по одредена координација со партиското раководство и пратеничката група да дадеме поддршка на истиот. Така, ВМРО-ДПМН започна со протестни маршеви и собори низ цела Македонија. Сметате ли дека овој начин е доволен да се скрене вниманието на граѓаните за лошите политики на власт? ВМРО-ДПМН, имајќи фактичката состојба во Република Македонија, односно покривањето на медиумите и неизвестувањето, медиумскиот мрак кој што го има, мораше да најде начин на кој што ќе алармира за погубните политики кои што СДСМ ги води во Република Македонија. Имено, владата за едно прашање, кое што прашање сака да го реши, ги занемарува сите други области кои што се случуваат во Република Македонија. Од таа причина ВМРО-ДПМН излегува и алармира за сите погрешни политики кои што ги води ова ненародна власт. Економијата ни е во загрижувачки надолен пат. Градежништвото ни е страшно лошо и резултатите кои што ги има. Капиталните инвестиции, доколку некој ги погледне резултатите, ќе мисли дека оваа држава оваа година ништо не работела и се сосема на ниско незадоволително ниво. Не само тоа, здравството, образованието, социјалата, сето она што го ветуваа нема никакви резултати. Еве веќе втора година од владење на ова власт нема никакви резултати. Од таа причина ВМРО-ДПМН излегува на улица да го дигне гласот, да алармира кај граѓаните на протестни маршови, на кои што од марш во марш имаме сега поголема поддршка од граѓаните на Република Македонија, кои што се убедени во она што го зборувавме и во изминатиот период, а тоа е погубното и калкулантско владење на оваа власт. Следната година не очекуваат председателските избори. Очекуваат ли заедно со нив да има и парламентарни избори? Лично јас не очекувам да има парламентарни избори, меѓутоа председателските избори ни се на прагот. ВМРО-ДПМН се подготвува за председателските избори. Во наредниот период ќе имаме конвенција за избор на кандидат за партиски кандидат за председател на Република Македонија и ќе работиме максимално за да ги поразиме погрешните политики кои што оваа власт и оваа влада ни ги сервираат во Република Македонија. По резултатите од председателските избори, доколку резултатите се позитивни за ВМРО-ДПМН, ќе бараме предвремени избори, организирање на предвремени избори со кои што оваа ненародна власт, која што дојде на начин на кој што дојде на власт и која што не испорача никакви резултати за граѓаните на Република Македонија, што побрзо да си замине. Кажете ни нешто повеќе за 6 точки што ги испорача лидерот Мицковски. Тоа се точки реални кои што доаѓаат од народот. Значи, интерпелацијата, односно давањето на оставка на министерот Димитров, на министерот Спасовски, се реални барања кои што граѓаните секојдневно ги гледаат. Навредување на сопствената нација не е дозволиво за никого, а посебно не за министер за надворешни работи, кој што во име на граѓаните на Република Македонија ја представува Република Македонија пред целиот свет. Криминалот и изголемувањето на криминалните дејанија и небезбедноста во животот во Република Македонија е се на повисок степен се од ден во ден. Причина плюс за давање на оставка на министерот Спасовски.
Воведувањето на прогресивниот данок и она што значи одоначување на граѓаните на Република Македонија, не само на богатите и онаа квота на граѓани кои што земаат средства над одредена сума или над одреден лимит, туку и одоначувањето на банкарските штедни влогови на граѓаните е дополнителен мотив за нас да бараме да оваа влада што побрзо си замине, затоа што тие работи кои што тие ги ветуваа не се во она што уствари ова не се ни работите кои што се ветени од нивна страна, затоа што тие ветуваа мет и млеко во државата. Ветуваа 500 евра плата, ветуваа 100.000 денари плата за докторите, ветуваа интервентни фондови за земјоделците, ветуваа откупни центри за земјоделците и пласман на земјоделските производи. Сведоци сте и вие, и граѓаните на Република Македонија, дека од тоа нема ништо. 6 точки се само преточено барање или гласот и крикот на граѓаните кои што ВМРО-ДПМН ги испорачува до политичкиот противник. Една од точките беше и проблемот со загадување. Се чини дека кога си на власт воздухот изгледа дека е помалку загаден отколку во опозиција. Па сведоци сте и вие на перформансите кои што ги имаа сами како влада кога си протестираа на почетокот со маски кога шетаа и што се кажува. Едно од ветувањата беше и ајро, кое што стана синоним на тие избори кои што се одржа. Меѓутоа сега сведоци сме сите ние дека на некој чуден начин мерните станици за мерењето на амбиенталниот воздух многу почесто се расипуваат отколку што ни даваат точни резултати. Јас сум убеден и знам дека тоа е еден долг процес за решавање на проблемот со аерозагадувањето во Република Македонија, меѓутоа за тој процес да почне да тече, треба да почне и да се работи. За жал оваа влада ниту работи, ниту има намера да работи. Еве сведоци сте дека сега ќе барале странски пари за решавање на загадувањето. Во ситуација кога преку Фондот за иновации поделија толку пари колку што им се потребни за почнување на решавањето на проблемот со загадувањето, ние сега ќе застанеме и ќе чекаме некои странски донатори да ни помагаат. Ако ние сами не си помогнеме, нема кој да ни помогне. Така и за крај моето последно прашање е за какви се вашите односи со партиите на албанците. Во минатото ВМРО-ДПМН беше представена како антиалбанска партија. Имате ли сериозен партнер меѓу партиите во албанците во со кои би коалицирале во некоја идна влада? ВМРО-ДПМН е во партнерскиот однос со политичките партии е секогаш коректен. Ние во изминатиот период бевме на позиција на власт коалиција со албански партии, во кои што она што е договорено секогаш ги реализирано. Се надевам таа перцепција која што беше створена, и беше наметната перцепција. Така е, беше наметната таа перцепција, граѓаните од албанско етничко потекло ќе ја приметат, ќе ја видат и ќе сватат дека ВМРО-ДПМН во изминатиот период проектите кои што ги правеше во Република Македонија не ги делеше по верска, партиска или по етничка основа. Затоа што технолошко развојно индустријски зони има и во Штип, меѓутоа има и во Кичево. Фабрики во тие странски инвестиции, во тие технолошко развојно индустријски зони има и во Штип, меѓутоа има и во Кичево. Во Штип се запослуваат луѓе од Источна Македонија, во Кичево се запослуваат луѓе од Западна Македонија. Проектите во водоводи и канализации, инфраструктурните проекти во изградба на нови патишта, автопати и слично се правеа и во Источна Македонија и во Западна Македонија. Мерките што ги донесувавме и во делот од образованието, и во социјалната заштита, и во здравството, не ги делевме на граѓаните на Источна, на граѓаните на Западна, на Северна или на Јужна Македонија. Бенефитите од владењето на ВМРО-ДПМН ги видуваат сите граѓани во изминатиот период. Да, точно е, имавме и некои лоши проекти, имавме и некои лоши потези, меѓутоа ВМРО-ДПМН, оваа трета генерација на политичари во ВМРО-ДПМН доблесна е и знае да учи од грешките и нив да ги надмине и да не ги повторува во наредниот период. Значи ќе имате коалициски партнер во некоја една влада од сегашните партии на албанците? Се надевам, затоа што еве од вчера во Дебар има нова локална власт во која што ВМРО-ДПМН со одредени политички партии од албанскиот блок направија мнозинство во Советот на општина Дебар. Конкретно со БЕСА и со Алијансата на албанците. Не би сакал дополнително сега да зборувам, меѓутоа имаме реалност во една македонска општина. Господин Мицевски, ви благодарам за разговор. Ви благодарам и на вас.